Прикажување на Кина во позитивно светло, величање на кинескиот систем и економија како најнапредни, но и обиди за редефинирање на светот со поларизација во корист на големите блокови. Тоа се дел од обидите со кои Кина сака да се наметне на глобално поле, но и на Балканот. Така смета Ана Крстиновска, од Истражувачката асоциација Естима и детален познавач на кинеските политики и влијанија. Кинеската пропаганда има повеќе цели. Една од основните е да ја прикаже Кина во исклучиво позитивно светло и поради тоа акцентот главно се става на кинеските економски достигнувања кои што несомнено во последните 40 години се на навистина високо ниво. Понатаму се повеќе се става акцент на кинеската технологија, технолошкиот напредок и има тенденција на елиминирање, минимизирање или релативизирање на секаква критика која што може да биде упатена кон Кина. Крстиновска нагласува дека Балканот не е исклучок од таа политика на кинеското влијание. Ги гледаме кинеските медиуми кои што известуваат на локалните јазици, например кинеското меѓународно радио има програма на албански и на српски, во моментов нема на македонски, меѓутоа овие се јазици кои што граѓаните на Македонија во основа ги познаваат. Освен тоа постои Facebook профил на македонски на CGTN, кинеската меѓународна глобална телевизија. И исто така гледаме пласирање на кинеските наративи и преку локалните медиуми, преку локални инфлуенсери или други видни личности од областа на политиката, од академската заедница. Македонското општество исто така е во радарот на кинеските интереси. Според кинеската филозофија за надворешната политика не постојат големи и мали држави. Секоја држава има некакво значење. Посебно во контекст на Македонија, ние сме држава членка на НАТО, членка на Обединетите нации, Светската трговска организација, Светската здравствена организација, УНЕСКО и голем број на други меѓународни организации, каде што нашиот глас има еднаква тежина како гласовите на поголемите држави во светот. Според Крстиновска, целта на Кина во последните години е да се наметне идеолошки и да покаже дека нејзиниот концепт на управување е поуспешен од либералниот модел на западните демократии. На тој начин што ќе каже дека демократијата или либералниот меѓународен поредок не е добар, го представува својот развоен модел, својот авторитарен модел. Кина смета дека незиниот економски развој, раст и успех во последните 4 децении во голема мера се должи на незиниот авторитарен модел, каде што граѓанинот нема во основа некои поголеми права, односно индивидуалните права се подредени на колективните. Експертката посочува дека кинеската политика во поново време работи и на наметнување така наречен мултиполарен свет. Што значи тоа? Во основа мултиполарниот свет би се сведол на доминација на неколку големи држави кои што ќе си имаат своји сфери на влијание и кои што меѓусебе ќе се договараат за различни прашања од нивен интерес. Тоа за малите држави како Македонија, меѓутоа и најголем дел од државите во Европа би било погубно бидејќи во таков мултиполарен свет тие не би уживале никакви права и не би имале никакви гаранции за нивниот опстанок. Крстиновска смета дека трката на Кина со Западот, преку разни облици на пропаганда и влијание, ќе добие уште толку на сила во следните години. Значи веќе не зборуваме само за економски надпревар, зборуваме за прашања поврзани со технолошките стандарди, со другите стандарди, например во однос на регулацијата на интернетот, на вештачката интелигенција, прашања кои што се навистина актуелни и секако тоа што го споменавме, обидот на Кина да го наметне нејзиниот модел како пример кој што останатите земји би требало да го следат. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов.